Слава на нашиот Господ Исус Христос. Евангелието за оваа недела не повикува да го направиме нетешкото нешто. Да ги љубиме своите непријатели безусловно. Не само оние што не сакаат да ги љубиме, туку и оние што не повредиле, не изневериле или не оговараат. Тоа е Божиот стил на љубов што не бара ништо за возврат. Најверојатно ова е едно од најтешките поруки кои Исус ги упатува до нас. На прв поглед овие зборови звучат речиси и невозможни. Светот во кој живееме е изграден врз принципот заемност. Јас тебе, ти мене. Ги сакаме оние што не сакаат, им правиме добро на оние што се добри со нас, а се дистанцираме од оние што не повредиле. Но Исус ја превртува таа логика и не поучува на нов начин на постоење, кој е посовршен, не поучува на љубов што не прави пресметки, не мери и не враќа со иста мера. Исус не зборува за љубов според човечки сватења, тој зборува за љубов која се раѓа од Божјото срце. И таквата љубов не прашува кој заслужува да биде љубен. Зашто, како што вели Евангелието, Бог е добар кон неблагодарните и кон лошите. Тоа значи дека Божјата љубов не зависи од нашето однесување. Тој не престанува да не љуби дури и кога го забораваме, кога сме себични, кога го отфрламе. Ако сме негови чеда, тогаш сме повикани да љубиме на ист начин. Да љубиме не затоа што некој го заслужува тоа. Да љубиме заради тоа што тој прв нас не возљуби. Да бидеме искрени, ова е тешко. Да љубиш пријател некако е и возможно, е и убаво, но да го љубиш непријателот? Но кои се наши непријатели денес? Тие не се само некои далечни луѓе, понекогаш тоа си најблиските во семејството, во суседството, на работа, оние со кои не можеме да најдеме заеднички јазик, оние што зборуваат за наш грб, што ни завидуваат, што не ни посакуваат добро. Понекогаш непријател ни е оно што некогаш сме го сакале, а денес не можеме да го погледнеме. И токму таму, во тие рани, Христос не повикува. Љуби го. Да љубиш непријател не значи да се согласуваш со неговото зло, туку да не дозволиш омразата тебе да те уништи. Да му посакаш добро, да се молиш за него, да го препуштиш во Божите раце. Само така срцето се ослободува и станува Божјо. Но Бог веќе вградил во нас таква љубов која треба само да ја прошириме на оние околу нас. Замислете го родителот дека го љуби своето дете и покрај илјадници погрешни постапки во животот и не престанува да го љуби. Зарем родителот очекува од своето дете возврат за пожртвуваноста, за помошта, за заедот? Кога ќе успееме ова да го примениме во секојдневниот живот на другите ближни, ќе бидеме вистински синови на Севишниот. Христос не сака да живееме во логиката на око за око, зап за зап. Не повикува да бидеме милосрдни како што е милосрден нашиот Отец. И да не правиме пресметни, туку да љубиме. Оној што љуби, престанува да се повикува на своето право, затоа што љубовта оди подалеку од правдата. Исус ни ветува дека нашата награда ќе биде голема, не затоа што Бог води список на нашите добри дела, туку затоа што секогаш кога љубиме на неговиот начин, нашето срце станува послично на неговото. Да се љуби непријателот е против човечката логика, но токму таму каде што завршува човечката логика, започнува христијанството и се осликува Божјата љубов.